Не можам, почитуван подпредседателе, не можам да бидам задоволен од одговорот кога немаше одговор. Пензионерите, почитувана министерке, ве прашуваат дали ќе ги зголемите линеарно пензиите за 3500 денари, бидејќи не можат да преживеат, бидејќи, како што каже министерот Бетики, основните продукти во Македонија се покачиле за 46% во споредба со 11% во Европа. Дали со пензија од 12.493 денари, просечна пензија исплатена, можат да преживеат? Дали можат да преживеат? Затоа, наместо да ги обвинувате, почитувана министерке, пензионерите кои секојдневно протестираат, кои излекуваат на блокади на патиштата и кои сте ги избркале од кабинетот на владата најнекултурно, затоа има и подписи на сите пензионери од Прииле под Свети Николе. Треба да си го ставите прстот на главата и да размислите дали овие луѓе, мајки, татковци наши, баби и дедовци, го заслужиле ваквиот однос. Дали можат да преживеат со вака ниски, мизерни пензии? Тие излегуваат од мака. Ниту се натерани од некого и ги навредувате со тоа што кажувате дека некој ги натерал. Тие се возрасни луѓе, размислуваат со сопствена глава и никој нив не може да ги натера. Нив на улици ги изнесува маката. Нив на улица ги изнесува, почитувана министерке, слушнете ме, сиромаштијата. Тоа што не можат да си купат леп, млеко, што не можат да му дадат 2 денари на внуците, тоа ги изнесува на улици, а не партиската припадност. И вие дополнително тука од говорница да ги омаловажувате и да ги бркате од кабинетите од владата како кучина. Тоа го кажуваат пензионерите. Таков прием имале некни кога дојдеа на разговор после протестот. И треба да се застрамите. А владата по ова прашање не смее да се прави недоветна. Од екрани не можеме да ве снимиме телевизиски говорејќи дека буџетот ви бил во одлична состојба, нон-стоп зборувате дека економијата ни блеска, па ако е се така розово во државава, еве ве повикувам прво нешто што ќе направите, исполнете ги барањата на пензионерите. Не сум задоволен и немам дополнително прашање.